Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, добро утро, добар ден. Се надеваме дека во следниот час ќе успееме да го задржиме вашето внимание со нашиот музички избор. Оваа емисија е под покровителство на нашата Македонска православна црква Раѓање на Пресвета Богородица. Денеска ќе започнеме со излагањето на нашиот отец Драган Јорданов. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква Раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, верници на Македонската православна црква, добро утро и добро се најдовме. Нека ни е за многу години денешниот ден. Драги браќа и сестри, што еве во четврток ќе го празнуваме големиот Господов празник Вознесение Христово или Спасов ден, народски кажано, оваа прилика сакам да ја искористам да позборуваме малку за значењето и големината на овој голем празник. По 40 дена од своето воскресение, Христос ќе се вознесе на небото и со тој настан се запечатува целото негово спасително дело. За овој настан од евангелистите накратко спомнува Марко, а најмногу Лука. Исто како и страдањето и воскресението, Христос претходно го најавил и своето вознесение. Во периодот од 40 дена, меѓу воскресението и вознесението, Христос им се јавува на учениците и им ги открива тајните на Царството Божјо. Господ им заповедал да не излегуваат од Ерусалим, додека не ги го исполни ветувањето, дека ќе им испрати друг утешител, односно дека ќе слегне Светиот Дух врз нив и ќе ги облече во сила од озгора, пошто би можеле да го проповедаат Евангелието по цел свет. Тоа и ќе се случи по 10 дена за време на старозаветниот празник Педесетница. Зашто токму 40 дена требало да поминат до Вознесението? Бројот 40 имал големо значење воопшто во древниот библиски исток, а особено тој број има големо значење во Библијата. Представувал символ на завршено дело, генерација и исполнување. Свети Никодим Светогорец вели дека Христос според својата човечка природа примил 3 раѓања. Прво воплотувањето од дева, крштевањето од Јован и воскресението. И во трите раѓања е наречен првороден, од многуте браќа по тело, по нивното создание и од мртвите. 40 дена по секој од овие раѓања се случува нешто многу важно. Сретението Господово, победата над искушенијата на ѓаволот и вознесението. Во овие 40 дена по воскресението, тој ги поучувал учениците на тајната на Царството Божјо, кое што веќе е тука, а тоа е црквата. Неслучајно црквата порано вршела масовно крштение на катехумените токму на Велика сабота, тоест на Великден, со што тие на мистичен начин учествувале во страдението и воскресението Христово. За време на периодот по Великден, тие поминувале едно особено поучување, тоест мистагогија или воведување во тајната, кога паралелно учествувале во светите тајни и сето тоа им било објаснувано, тоест им се разоткривала тајната на црквата. Затоа што порано како некрстени, тие не можеле да ги знаат овие нешта, ниту да учествуваат во благодетниот живот на црквата. Гледаме како праксата на раната црква го продолжува она што се опишува во Новиот Завет. На некој начин, сите ние ги поминуваме тие фази што ги поминали апостолите. Во денешно време, оваа пракса на мистагогија не постои, но некаде веќе започнуваат да ја обновуваат затоа што таа е суштинска за духовниот живот. Кај нас, како традиционално православно општество, таа не постои и тука се соочуваме со еден голем проблем. Луѓето не знаат зошто се православни, едноставно го прифаќаат тоа како обичај бидејќи се родиле тука, како некаква идентификација. Но верата не е само некаква фолклорен декор, туку тоа е осмислување на целиот човечки живот и тука познавањето на верата е суштинско за вечното спасение. Господовите настани не се изолирани еден од друг, ниту се различни по вредност. Така и Господовите празници се спасителни настани на божествениот домострој, бидејќи преку нив се изврши устрој спасението на човештвото. Христос се вочовечи,
поучуваше, пострада, воскресна и се вознесе. Тука постои едно чудесно единство. Кој празник е најголемо во таа смисла? Ако Христос не се воплотеше, Божик, немаше да се случат воскресението и вознесението. Ако не воскреснеше, залудно ќе беше воплотувањето, па така вознесението е практично круната, венецот на сите празници, како што главата е украс на целото тело. Значењето на вознесението е во тоа што човечката природа, обожена со воплотувањето, е прославена и Христос седнал на десната страна од Бога, а тоа е еден символичен израз, тоа е еден символичен израз, тука не станува збор за географски поим место, туку онтолошка состојба. Седењето одесно со јазикот на Библијата значи да се разделува истата власт и достоинство со оној до кој што седиш. Па така човечката природа со Христа станува учесник во славата и вечноста на божествениот живот. Се исполнува она за што беше создаден човекот, за тоа е единството и заедницата со Бога. Кои некои отци постоело мислењето дека и да не паднал човекот, Бог сепак ќе се воплотил. Затоа што ако целта на создавањето на човекот била единството со Бога, тоа единство можело да се изврши преку соединувањето на божествената несоздадена личност со создадената природа, односно со воплотувањето на Бога. Преку Христа човекот е соединет со Бога, но за човекот да учествува во обоженоста и соединувањето со Бога, со Божјата природа, треба да биде во единство со таа обожена во Христа природа, тоест да стане член или орган на тоа тело Христово, кое што е црквата. Според древното учење, Бог стана човек за човекот да стане Бог по благодат. Спасението на човечката природа во Христа е извршено, но во секој чекор зависи дали ќе го прими тоа спасение. Во зависност од слободната волја пројавено во подвигот во црквата, така секој човек на еден личносен план треба да го помине она што Христос го поминал, тоест да стане соучесник во Христовите тајни. Во животот на црквата ние напреднуваме со согласност со тие фази на Христовиот живот. Прво се раѓаме во Христа, потоа страдаме со Него, го победуваме ѓаволот и воскреснуваме и на крај можеме да го живееме животот во обожувањето. Токму празникот Вознесение, отците го поврзуваат со обожувањето на човекот. Суштината и смислата на празникот се многу големи и возвишени. Ако со Воскресението беше победена моќта на смртта и ѓаволот, тогаш што Вознесението, нашата природа се издигна на престолот Божи и ни се даде можноста да достигнеме и ние во доживувањето на Вознесението, што е обожувањето. Во контекст на Свети Григори Палам вели дека Воскресението е поврзано со сите луѓе, а Вознесението со светиите спасение. Сите ќе воскреснат во последниот ден, но нема сите да се вознесат. А прво ќе воскреснат мртвите, потоа ние што сме останале живи, заедно со нив ќе бидеме грабнати на облаците, за да се сретнеме со Господа во воздухот. Нека нашиот Господ Исус Христос, по молитвите на својата пречиста Мајка Богородица и на сите светии ни даде телесно здравие и духовно спасение, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Оваа прилика сакам да искористам и да ве поканам сите вас на света божествена литургија во недела со почеток во 10:30 часот. Нека е за многу години големиот празник Вознесение Христово. Амин. Feliz hoy,
ti go vidam lice to. Slikuvam maloj momente te rođago naredam. Aj, za koga ja odam na vojska. Na tebe maloj mome te rođago dvora. Aj, ne rako da mi Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Dojde vreme, majko, čedo ti porasna, svirači će svirat za Idlija. Dojde vreme, majko, da kidiš nevesta, svatovivo kuća da prečekaš, da pan grmi zemlja se zatrese, lična moma se mažeše, da pan grmi oro se viori, čak pesni lele do zori.
Dojde vreme, ćerko, ti zvezdo majkina, od doma soka smet si zamina. Da si imaš toga i mnogo dečinja, kako što te gledam, da gi izgledaš. Tapan grmi, zemlja se zatrese, lična moma se mažeše. Tapan grmi, oro se viori, ešat pesni, lele do zori. Ajde stani majko, te čeka oroto, daš ti se mažit, majko čedoto. Ajde stani majko, ti solzi izbriši, slatko moće ćerka ti posrši. Tapan grmi, zemlja se zatrese, lična moma se mažeše. Tapan grmi, oro se viori, ečat pesni, lele do zori. Sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Oj te lažel lična Jovano, teka sam ti ludo neverno, oči kriješ, ne mi zboruvaš, doma idam portije zatvoraš. Koj te lažel lična Jovano, teka sam ti ludo neverno, oči kriješ, ne mi zboruvaš, doma idam portije zatvoraš. Solzi
Piteva me lična Jovano, te kad druga mi je srcevo, oči kriješ, ne mi zboruvaš, doma idam por ti zatvoraš. Nemoj me plaći, lična Jovano, srce vožno pije gradi, mi je tasano. Solzi izbriši, lična Jovano, ti se kolam nesu dušno, libe neverno. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Ajde vino pijam, ne para gopi. Jam le, ne para gopi. Ajde na rakija, mošne su me rakli, ja le, mošne su me rakli. Ajde konja ja
Ajde ne sum zmija, ne sum zmija, pod porti davle, sam le, pod porti davle, ajde ne sum pile, ne sum pile, porti da prele, tam le, porti da prele, tam. Ajde tuk sum junak, porti da iskër, sham le, porti da iskër, Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Neke moćam уште еднаш ова небо да го мола, ова небо што ме зема, кога утре ке ме нема, ова небо што ме зема, кога утре ке ме нема, заборави ме, заборави ме. Ко да не сум те ни сретна, ко да не сум те ни сака, светицо со руса коса, очи кријат капки роса, заборави
nesum tenisaka Svetico sorusa kosa Oči krija kapki rosa Zaboravi me A jaz dolgo ke te pamtam Kako što se pamti tada Duri držiš vraka sveka Duri kriješ v gradi sreka Duri držiš vraka sveka Duri kriješ gradi sreka Zaboravi me Ko da nesum te ni sretna Ko da nesum te nisaka Svetico sorusa kosa Oči krijat kapki rosa Zaboravi me Ko da nesum te ni sretna Ko da nesum te nisaka Svetico sorusa kosa Oči krija kapki rosa Zaboravi me Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Crni oči, mladost otide Malku mi se 300 roki da mi pomine Rade, crna rade, kaži što mi napravim Ova srce se ti dade, to izneveri Rade, crna rade, kaži što
mi napravi, ova srce se ti dade, ko izneveri. Ako trene koji praša, zašto samuvaš? Nemoj mene crna rade da me spomenuvaš. Kaži deka kako došlo, kaka minalo. Sakam da su samo senka, ja sad mi na to. Nade, nade, crna nade, kaži što mi napravim, ova srce se ti dade, ko izneveri. Nade, nade, crna nade, kaži što mi napravim, ova srce se ti dade, ko izneveri. Ova srce se ti dade, ko izneveri. Kruševo, aber pristigla. Kruševo, aber pristigla. Koji ima sinoj golemi, ko mi ti dagi isprati. Koji ima sinoj golemi, ko mi ti dagi isprati. Stojan si, nema sinovi. Stojan si, nema sinovi. Samo si ja imal to. Dorka ena, na majka. Samo si ja imal to. Dorka ena, na tatko.
da se smeni, Meraklija je golem na ljubavi ženi. Ceo život je davno, nema da se smeni. Mite bre mite, što go sagasite, i ja sam luda po neko, to agosna je seko. Mite bre mite, što go sagasite, i ja sam luda po neko, to agosna je seko. Meraklija je golem na ljubavu vino, senoito i društvo da odbere vino. Meraklija je golem na ljubavu vino, senoito i društvo da odbere vino. Mite bre mite, što go sagasite, i ja sam luda po neko, to agosna je seko. Mite bre mite, što go sagasite, i ja sam luda po neko, to agosna je seko. Za nego što prašaš, site ke ti kaža, se zaradi mite, momine se maža. Za nego što prašaš, site ke ti kažat, se zaradi mite, i jasne se maža. Mite bre mite, što go sagasite, i ja sam luda po neko, to agosna je seko. Mite bre mite, što go sagasite, i ja sam luda po neko, to agosna je seko. Otvori duša za mene, vone a ja znam vlezam, vo tvojite zeleni oči, ljubav da razbudam. Nikogaš, nikogaš, nikogaš da ne prestanem, ljubav tam, ljubav tam, ljubav tam večna da ostane. Ti, samo ti, ti mi
za mene, vo nego jaz da se skrijam, dlaboko tvoj te gradim, ljubav da otkrijam. Nikogaš, nikogaš, nikogaš da ne prestanem, ljubav ta večna da ostane. Ti, samo ti mi ležiš na srce. Ti, samo ti, ljubi me nežno, ljubi me. Ti, samo ti mi ležiš na srce. Ti, samo ti, ljubi me nežno, ljubi me. Deca me ne znaev, što je ljubav milice. Ti bez majka, jas bez tatko, rastev me. Godina po godina, uma stana ubava, a ja sraka ne ti povara. Deca me ne znaev, što je ljubav milice. Ti bez majka, jas bez tatko, rastev me. Godina po godina, moma stana ubava, a ja sraka ne ti povara. Čekaj milice, da rastavi otrov na srce. Mislev ne si za mene, takva sreća ima me. Jedan bez drug da ostari.
zapre v vremето, da go sluša v srce to, da li ke te imav moja milice, Ivo cvetna gradina, lična kosa movila, bila raka da ti povaram, da go zapre v vremето, da go sluša v srce to, da li ke te imav moja milice, Ivo cvetna gradina, lična kosa movila, bila raka da ti povara. Čekaj milice, da raštavi otrov na srce, mislit ne si za mene, takva sreća ima me, jedan bez drug da ostavi me. Ne čekaj milice, da raštavi otrov na srce, mislit ne si za mene, takva sreća ima me, jedan bez drug da ostavi me. Mislit ne si za mene, takva sreća ima me, jedan bez drug da ostavi me. Jedan bez drug da ostavi me. Solzi sami kapar prosti mi, teški se kod tvojte planini, plače srce od tri strani. Sto krvavi mnogu godini, plače srce od tri strani. Sto krvavi mnogu godini. Makedonio, ti si biser balkanski,
pejte